Добро утро, почитувани гледачи, утрински муабети на Делчево 365. Денеска е, народски кажано, Јановден, летен Свети Јован Крстител, така се вели за празникот. И имаме покана да го посетиме манастирот или црквичката, Параклисот во крајот Чипала. Тој ќе го направиме здравје подоцна. Сега ќе направиме утринска прошетка. Овој, како што вели еден наш познат музичар од Делчево, монолог самиот со себе, па и со вас. Еве го започнуваме од центарот на градот. И гледаме доста раздвижено утрово, малку ладовина има, сонцето е сокриено од облаците. Видовме са бајле раздвиженост кај улицата Индустријска, што е добра вест. Почна работите полека пред асфалтирање, се надеваме дека така изгледаше. Да се реши проблемот конечно со онаа прашина која се создаваше. Утрово го посетивме и онаа мало локалче во склоп на ресторан Либеро, мало. Онаа пицерија која се отвори во склоп на хотел ресторан Либеро и навистина пријатен амбиент внатре, цените за нарачка на храна прикладни така. Еве да речеме како се викаше ова, не пирошки, туку пиши што ги велат по старите со сирење и малку ајвар, негде 140 денари сега. Солидна цена така. Не прескапо, не е многу ефтино, но таман за еден човек да доручкува. Мекици е така, точниот збор е мекици, додека да се сетам. И ќе ги пробаме подоцна, за дома нарачавме оноку колку што следува за таа цена. Добро тоа е што таму кај што седевме видовме дека не се пуши, ако е отворена тераса, тоа е пак добро да се. Нели храна има, нормално е да не се пуши. Е сега еве повикот. Еве потврда дека улицата почнаа да ја асфалтираат, ни пишува наш читател, а и уште еден повик дека после 11 часот ќе биде кај Параклисот ктиторот Јован Симовски, познат како Малата, така што ќе отидеме до таму здравје да му кажеме чест на денешниот ден. Ќе направиме мала репортажа како и секогаш кога сме биле во можност. Малку дотаму со автомобил до Лади Полани целосно не можеше да се стигне. Односно со некој подобро теренско возило може. Тоа е веднаш на кривината кај рамницата, кај патот кој води за Драмчи и Чипала. На крајот пред скршнувањето лево што продолжува патот за Каменица, треба само да скршнете десно. Се гледа Параклисот од самиот пат. Еве една нова улица, не сме ја шетале, да видиме како е направена и до каде оди. Жителите од оваа населба пред некоја година организира и заедничка средба. Еве. Сега, дали се овие улички поврзани меѓу себе, не знаеме, но
Мислам дека се излегува на главниот пат, но не за употреба е до овде негде. Овде може да се сврти, бидејќи има столпчиња. Ќе се вратиме назад. А натаму местото се води како шумски расадник. Претпоставам планирано е нешто и до останатите населби од овој СРЦ, како да го наречеме, од ова населба наречена спортско-рекреативен центар. Претпоставам тоа е кратенката СРЦ. Тука исто има знак. Од овде луѓето кои овде можат да се приклучат кон нова улица, имаат мало патче каде може да го сторат тоа. Еве, лево е базентот и нели стадионот, тениското игралиште. Убаво, пријатно време дури за играње тенис. Искрено има ладовина, може кој е слободен. Сега има и распоред нов направен од понеделник, среда и петок. Лицата од 21 години нагоре играат од 7 до 23. А вторник и четврток за младите е резервиран тој термин. Така да има некој редослед кога има голема гужва, да се знае кој кога може да игра, во смисла ако е гужва, ако не може да се користи игралиштето. Во меѓувреме прочитавме, имале средба сточарите од Делчевско со градоначалникот Иван Гоцевски. Ќе ја споделиме подоцна таа информација. Доцна ја видовме вчера. Период кога се очекува пристигнување на голем број селеници, како и секоја година, кои вообичаено го користат летниот одмор во родниот крај. Тоа би било се, почитувани гледачи, за овие наши утрински муабети со мене Валери Спасевски. Затоа така ги велевме дека јас цело време муабетам. Се паркираме тука и ќе продолжиме со нашите обврски.